Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, вие сте на фреквенциите на Радио Слободна Македонија, го слушате најновото издание на Живот со доктор Крсте Малјановски. Добре дојдовте. Добар ден. 31 31 332 нашите слушатели може да не консултираат или да ни постават прашање. Нашето денешно излагање ќе биде во врска со посвојувањето, условите за посвојување, кој може да посвојува, од што зависи, како треба да се потполни апликацијата и така натаму. Доктор Малјановски, темата е малку чувствителна. Еве, ќе одиме пополека, со ред, чекор по чекор. Какви односи се создаваат со посвојувањето и од кого зависи видот на посвојување, кој ќе се примени? Да. Навистина, како што рековте, темата многу чувствителна. И во јавноста прилично се дискутирала за оваа проблематика, така да во 2010 година Министерството за труд и социјална политика на предлог на Министерството видно се измени постапката за посвојување. Во која смисла се измени со тоа што се направи да посвојувањата бидат електронски, односно компјутерски. Во светот постојат неколку видови, начини на посвојување, и тоа најнапред би сакал само да истакнам дека овој вид на действување, односно на извршување на работи е бесплатен од страна на Министерството и од сите субјекти што учествуваат во него. Значи, единствен издаток од страна на потенцијалните посвоители е собирањето на неопходната документација. За разлика од кај нас и во неколку други држави, во други држави, спомнам, например во Шведска, во Америка или и во други исто така држави, има специјални агенции кои го ја работат оваа работа и за тоа се плаќа многу. Отприлика моите информации зборуваат дека например во Америка за едно посвојување отприлика издатокот е околу $40,000, нешто слично и во другите држави. Во други држави пак посвојувањата одат преку судовите. Има специализирани тимови во судовите кои го ја обавуваат оваа дејност. Кај нас причината за електронското, односно компјутерското посвојување беше желбата да се створи еден ред за кој се мислеше дека постои можност од разни субјективни влијанија врз одредувањето на редот на чекање, погодноста за посвојување, па дури и некои малверзации, односно криминални дејанија. Од тие причини се одлучивме, како што реков во 2010 да го смениме начинот на целата постапка и да тоа биде електронско. Во основа постојат два видови на посвојување според законот. Тоа е потполно посвојување, каде што се создаваат односи какви што настануваат со раѓањето, и непотполно посвојување, каде што имаме само односи кои постојат меѓу родителите и децата. Во понатамошниот текст ќе ги разграничиме, меѓутоа би сакал само да истакнам дека според позитивните законски прописи само малолетно дете може да биде посвоено, и тоа во негов најдобар интерес. Самиот институт посвојување е стварање односи при потполното посвојување, како да посвоителите фактички го родиле детето. Тоа имплицира на сите последици законски што во иднина би ги имале. Ќе споменеме дека се менува идентитетот на детето, се менува местото на раѓање, сите се од единствена причина да во понатамошниот ток не дојде до некои несакани работи. Посвојувањето е навистина една сложена дејност, една многу суптилна, каде што
се обидуваме да споиме два животи. Живот на едно бебе кое не по своја вина останало без своите родители, од една страна, и потенцијални посвоители кои се обидуваат на секој начин, како секој нормално семејство, поединец, да имаат свој пород. Имајќи во предвид новите позитивни трендови во нашата држава, односно можностите да преку медицински пат, кои порано биле исклучително скапи, а сега дури се апсолутно бесплатни, тоа е инвитро, зачудува фактот што и покрај сите овие напори што ги прави државата, бројот на потенцијални посвоители како да не паѓа. Од друга страна, бројот на деца кои остануваат во нашите институции на системот за нивно посвојување е во благ пат. Го толкуваме на начин на кој велиме дека да, еманципацијата си го прави своето, материјалната сигурност на мајките исто така си го прави своето, како и толеранцијата, односно патриархалноста, на еден начин е позитивно напредена, така да ништо чудно е да девојка или жена што останало во своето во останала бремена да си го зачува своето детеце. Така. Сакам само накусо да направиме дистинкција помеѓу згрижувањето за кое зборувавме минатата емисија и посвојувањето. Што се разликуваат? Значи, згрижувањето апсолутно не смеат, згрижувачите не смеат да помислат да се формира однос како родител дете. Тоа се луѓе кои се лиценцирани да чуваат, негуваат и воспитуваат деца кои ќе бидат дадени од страна на институциите на системот. Тоа се најчесто деца кои не можат да одат на посвојување по најразлични основи и си го задржуваат својот идентитет комплетно во згрижувачките семејства. Згрижувачките семејства за оваа своја работа добиваат средства на доместок. За разлика од нив, со посвојувањето се ствара една релација како да се стварно родени. Децата што се посвојуваат како настанува однос на буквално на раѓање. Значи, од најмала возраст децата преоѓа кај посвоителите и приказната е тука се завршува. Так. Во согласно со Законот за семејство, кој може да биде посвоител? Кој ги исполнува условите, правата да биде посвоител? Значи, во основа сите оние луѓе кои не можат да имаат свој пород, може да бидат посвоители. Во принцип, основен услов е да бидат државјани на Република Македонија и меѓутоа и тука се прави еден исклучок, тоа е дека и странски државјани можат да аплицираат, односно да поднесат документи за да посвојат во нашата земја наше дете, во случај и ако има или ако од купниот број на посвоители на кои ќе биде понудено детето, тоа дете не си го нашло своето семејство. Тоа значи дека оние деца кои нема да можат да се посвојат во нашата држава, може да бидат евентуално дадени на посвојување на странски државјани. Комбинациите се најразлични, меѓутоа апсолутен приоритет во постапката за посвојување се да бидат државјани на Република Македонија. Така. Пред кого се случува процесот? Пред кого се заснива посвојувањето, така, чинот на посвојувањето? Така е. Релативно е комплицирано, меѓутоа и одговорноста е ужасно голема во секој случај. Имаме три дефинитивно многу врзани субјекти. Тоа е Комисијата за посвојување при Министерството за труд и социјална политика, тоа е едната страна. Центрите за социјална работа во Република Македонија, тоа е втората страна, и третиот субјект е Комисијата која оценува здравствената состојба на децата кои се потенцијални, кои би требало да бидат потенцијално посвоени при Министерството за здравство и која одредува министерот за здравство
и кои редовно ја следат здравствената состојба на дечињата кои евентуално би можеле да бидат посвоени од најразлични аспекти. Во Комисијата за здравство постојат скоро сите профили кои би можеле да оценат здравствената состојба на децата. Меѓутоа, во секој случај, доминантна е комисијата при Министерството, која брои 15 членови, која одредува министерот за труд и социјална политика. Меѓутоа, на седниците на комисијата учествуваат само 5 члена од најразлични профили. Членовите се избираат од непосредно пред да се одржи седницата, и тоа се правници, педагози, психолози, социјални работници и секретарот на комисијата, кој е правник и која води постапката во врска со електронското посвојување. Так. Значи, дефинитивно, комисијата е онаја која што ги одредува правците, односно нормите за едно посвојување да се случи во позитивна конотација. Колку трае еден процес на посвојување? Многу зависи. Многу зависи заради тоа што многу зависи од потенцијалните посвоители. Потенцијалните посвоители во своите барања, односно барањето што го потпишуваат своја апликацијата, може да бидат многу, да кажеме, од една страна многу широки, меѓутоа во некој случај може да бидат и прилично да се ограничени. Во која смисла? Да кажеме, бараме да посвоиме детенце од било која националност, независно дали е од било кој пол, машки или женски, и независно од возраста на детето. Тогаш лепезата на можни потенцијални деца за посвојање е многу голема. Меѓутоа има и барање каде што се ограничува дека бараме да биде тоа женско дете од одредена националност и не постаро од толку и толку години. Во секој случај, онаа граница што ја кажуваме е 45 години. Разликата меѓу најголемата разлика меѓу посвоителот и посвоеникот мора да биде 18 години. Тоа е со закон пропишано. Меѓутоа, кога зборуваме за 45 години, само да споменам, не е важно е да еден од потенцијалните посвоители има 45 години. Другиот можеби што е најчесто и повозрастен. Меѓутоа и најчесто тогаш е жената, имајќи го предвид сите околности. Следна работа е што, значи, ако се постари, а имаат право да посвојат, тоа значи и возраста на детенцето мора да биде постара, да биде по-возраста. Например, на 46 години еден од посвоителите ако биде, тоа значи дека не може да посвои детенце помало од една година. 47, 2 години и така натака. Јас во оваа ситуација би сакал да напоменам нешто. Оваа возраст. Среќна наша околност е што многу парови и многу за те што ќе нас е дозволено и индивидуално и самец да посвои, самохран човек, да поднесе барање за посвојување, релативно касно ги поднесуваат документите за посвојување. На што се должи тоа? Се должи на многу фактори. Желбата да се има свое дете. Обидите по најразлични патишта да се здобијат со тоа. Тргнувајќи од сите медицински аспекти, се пробува една метода, втора, трета. Се оди од една клиника на друга, се оди на трета клиника, се оди во една држава и во друга, и така да тоа време проаѓа. Не би сакал да кажувам дека се обидуваат и преку најразлични надри лекарства, најразлични бабини деветини, меѓутоа времето поминува и кога ќе дојде негде 42-43 години, тогаш и интервенциите, односно желбата за посвојување е многу голема. Знаете, кај жената начинот, односно самата природа
е таква да родителството е може би вградено во ментумот на самата жена. Тоа посебно се истакнува кај мајките, односно жените кои сакаат да имаат своје детенце. Доктор Малјановски, тука ќе се одмориме накратко и се враќаме во живот на Радио Слободна Македонија. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Најново издание на Живот на Радио Слободна Македонија со доктор Малјановски денеска зборуваме за посвојувањето. Доктор Малјановски, има еден феномен кој претпоставам медицината не може се уште да го објасни. По посвојувањето потенцијалните родители се случува да добијат свое дете. Дали сте и вие сведок на вакви случаи? И тоа во повеќе наврати. Јас сам една кратка животна историја. Во една ситуација морав да одам на стоматолог и во чекалната беше жена со детенце од 3-4 години. И во еден момент жената предпоставам дека ме препозна и му велали на малиот... Жената беше фактички во поодмакла бременост, 7-8 месец. Рече, му вика на малиот, оди кај Крстја, он ни ја донесе среќата. И после тоа нормално се разви разговорот и се утврди дека да, првото детенце, детенцето што ми приде, беше посвоено, а жената после тоа останала бремена. Што се случува? Па и не е феномен. Веројатно медицината има одговор, а тоа е дека дошло до олабавување, односно до една стабилизација на организмот кај едниот од родителите, најчесто кај жената. И после стабилизирањето, односно посвојувањето и едно релативно мирниот живот што следел, дошла можност да останат во друго стање. Ја не би сакал навистина да споменувам случај од пракса, заради тоа што, меѓутоа, од друга страна, па тоа се најбавите работи што се случуваат во социјалата. Многу неверојатно е чувството да дадете дете на луѓе кои толку желно го очекуваат и да во тие моменти видите ја гледате, го видите нивното задоволство и среќа. Заради тоа што толку долго се желно се очекува да тој момент ни останува во сеќавање на сите нас што сме работели и што работиме. Друго еден интересен е феноменот што велат луѓето што знаат дека имаат посвоено дете, заличува на родителите. Точно така. Има такви примери. И тоа е нормално. Заради тоа што, знаете, кога живеете во едно семејство, јадете исто, спиете слично или исто, мимиките, начинот на однесување се повторуваат, се имитираат, децата ги имитираат своите родители. Па ако се погоди да и физиономијата на родителите, односно посвоителите, јас ги сметам за родители, да биде и слична, тогаш навистина децата наликуваат. Зошто сметам? Заради без никого да навредам и не би сакал во оваа прилика, сметам дека огромна е важноста на моментот и желбата да се одлучат за посвојување. Тоа е навистина голем чекор. Знаете, моментот на раѓање е една работа, меѓутоа следат моменти на живот после тоа. Момент на бебе, момент на вакцини, момент на разни болести, тргнување во школа, манифестации, сите оние работи што се, значи чувањето, гледањето и негувањето не прават такви да фактички се стануваат и родители. Може да мислите колку се врзуваме за домашните миленичиња, а камоли за дете кое толку желно го чекава. Така е. Меѓутоа има ситуации, за жал, кога
посвоителите едноставно не ги исполнуваат условите. Така е. Кои се тие критериуми и услови? Да, ајде најнапред да видиме кои се Кој може критериуми да биде? кој може Так, да биде. кој ги исполнува Значи, условите? тоа е да првенствено е да е деловно способно лице, да не му е одземено родителското право, делумно или воопшто да не му е одземено деловното право, да има лични својства за успешно вршење на родителско право. Значи да поседува нешто што го прижелкува тоа дете, да не се постари од 45 години, здравствената состојба да им биде одлична, да кажеме одлична, добра да биде здравствената состојба, психосоцијалниот статус исто така да биде добар, материјални услови да имаат за чување, гледање и негување на детенцето. Може ли да ни кажете од прилика тие материјални услови? Колку треба да бидат, дали двајцата родители треба да бидат вработени, колку треба да внесуваат? Не, секој има право на посвојување. Дури да велиме и да биде буквално сиромашен човек, и тој има право со минимални услови на стандард, животен стандард. Меѓутоа, во секој случај предимство им даваме, добиваат некакво предимство оние луѓе кои нивниот, да кажеме, материјален статус е среден. Исто така, велиме да, заради тоа што знаете што одговорноста на институциите, Министерството, Центри за социјална работа е уште поголема. Мислите тоа дете да оди во семејство каде што екзистенцијално не би можело да функционира. Ние сите можеме во некој момент да дојдеме на вратите на социјалата. Така е. Меѓутоа, во секој случај, обидот да се даде детенце и да тоа детенце расте, се очекува и во некоја нормална материјално средена состојба. Понатаму, за посвојувањето, нормално е да се добиваат малку повеќе поени во степенот на образованието, брачниот статус, предимство имаат брачните партнери, иако нормално може да се аплицира и вонбрачни партнери, како и да бидат сами. Во секој случај, ова многу лесно, секој потенцијален посвоител или секој што размислува и би сакал да поднесе документи, може да го види во правилникот за поблиски критериуми и начинот на избор на посвоители по електронски пат кој го има на веб страната на Министерството за труд и социјална политика, и буквално да преку споредување на условите што ги има и бодирањето што го има во овој правилник, да види од прилика во колку ги исполнува условите за посвоителите. Тоа е за македонските државјани, за државјаните на Република Македонија. Во случајот, како што рековме, имаат право и други странците, тогаш се прилагодуваме на законите, односно бараме согласност и дозвола од органот кој го врши посвојувањето во таа држава. Целата документација фактички ја добиваме од страна. Таа документација нормално се преведува, нотарски се заверува и се доставува до Комисијата за посвојување. Кој не може да биде? Не може да биде во секој случај лице кое родбински, например, да биде во права линија, ниту брат и сестра не може да биде посвоител. Понатега, на лице на кој му е одземено родителското или ограничено родителското право, на лице на кој му е одземено или ограничена деловната способност, лице кое е осудено со ефективна казна над 6 месеци затвор, на лице кое постои основано сомнение дека постои можност за загрожување на животот и телото на детенцето, на душевно болно лице не смееме или некое потешко заболување кое би можело да се рефлектира и врз детенцето, и ако мислењето на стручниот тим при центрите за социјална работа е негативно. Во такви случаи на вакви лица навистина им се ускратува правото на посвојување. Така. Еве уште една кратка пауза ќе направиме тука и се враќаме во живот. Слушајте ја премиер на емисијата Живот
во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Во денешното најново издание на Живот со доктор Малјановски зборуваме за посвојувањето. Ги кажавме условите, критериумите, кој може, кој има право, кој за жал не може да стане потенцијален посвоител. Сакам да ве прашам, доктор Малјановски, еве кога еден брачен пар или самохран родител ќе се одлучи на ваков чекор, дали може да отиде во некоја канцеларија, да поразговара со некое стручно лице или сите информации можат само електронски да се добијат? Значи, при Министерството за труд и социјална политика, кој што реков, е комисијата, со тоа што дел од вработените во Министерството, секретарот, например, на Министерството е редовно вработен во Министерството. И во секој момент може да отидат и да поразговарат. Кажувам најнапред, заради тоа што при центрите за социјална работа, кои ги има 30 во Република Македонија, постојат советувалишта за брак и семејство, значи за брак и семејство, каде што секој потенцијален посвоител може да се обрати да побара совет и најразлични други прашања да биде поставено. Зошто е така поставено? Заради тоа што одлуката за посвојување е стварно многу битна. Значи, во моментот кога ќе се донесе одлука за посвојување, од тој момент и кога ќе почнат да ги собираат документите, од тој момент почнуваат чекање, тоа што би се рекло. Меѓутоа, за да се донесе таква одлука е многу тешко. Тешко е заради тоа што дел од родителите, и тоа е многу мал дел, многу тешко го прифаќаат фактот дека нивните деца не може да има пород, не може да имаат внуци. Од друга страна, тука се има исто така и интереси, како од страна на во смисла на брачните партнери. Па некои дури и тоа го негираат. Од трета страна имаме општеството. Знаете со какви можни за среќа во последно време, и тоа веќе се надминува, се зборува за децата кои се посвоени. Велам, проблематиката е многу комплицирана. И последното е навистина надежта да се има свое дете. Меѓутоа, во некој случај медицината е немоќна. И навистина би било многу коректно од страна на матичните лекари, гинеколозите и сите оние кај што се упатуваат овие брачни парови, да кажат едноставно се е во ред со вас, меѓутоа вие во овој момент нема да можете да имате свое дете. Така да сите овие прашања ќе може да се поразговараат во овие две институции на системот што ги имаме. Доктор Малјановски, од кого е потребна согласноста за посвојување? Так, согласноста за посвојување значи е потребна. Ако е детето брачно и детето бебето оставено за посвојување, тогаш се бара да се дадат согласности од брачниот пар, дека оди на посвојување. Од двајцата. Во случај да еден од да кажеме тие брачни парови е малолетник, тогаш се најчесто мајката, тогаш се бара согласност како од мајката, така и од нејзиниот законски застапник за посвојување. И третата е ситуација кога согласност за посвојување дава старателот. Старателски орган во Република Македонија се центрите за социјална работа. За кои деца се работи кога се ставени по старателство? За сите оние деца кои е дефинитивно се деца, бебиња кои се оставени и кои одат на посвојување. Во моментот кога мајката одлучила да го даде детето на посвојување, во тој момент би требало да се назначи старател на тоа дете, од редот на вработените во центрите за социјална работа, од редот на тимот кој работи за посвојување, кој го има најчесто во сите центри,
И тој фактички ги застапува интересите на детето. Мајката со својата изјава, која е втора и конечна, во која се откажува од детето, го отстапува тоа право на старателот. Има и други случаи каде се настапува старателството. Тоа се оние дечиња кои се рајденчиња или деца кои што се оставени и кои после период од неколку покани, тоа од 3 валидни покани каде што се примени од страна на мајката, не се одазвале или не дале одговор дали ќе си го прифатат детето или не, и во такви случаи со последниот разговор, односно последната покана, детето останува на владење на државата, односно на Центарот за социјална работа, односно на старателот. И старателот ја дава дозволата фактички за посвојување. И има уште еден случај, а тоа се за децата над 12 години, кои не се посвоени, значи и во такви случаи децата над 12 години би требало да дадат изјава дека сакаат да бидат посвоени, затоа што се смета дека е тоа доволна возраст каде што може да го сватат чинот на посвојување. Во секој случај, и во тие моменти му се објаснува на детето за што се работи, што е понатаму постапката и како ќе течат сите работи. Но сепак и тоа треба да се изјасни. Апсолутно треба да се изјасни, да. Каде се сместуваат децата, доктор Малјадовски, тие кои се потенцијални посвоенчиња? Така, децата кои што требало потенцијално да бидат посвоени, ние имаме 2 дома во зависност од возраста. Во моментот, значи, имаме домот за деца и доенчиња во Битола, дом со капацитет од прилика 100 деца, каде што се сместуваат децата од најмала возраст, и домот 11 октомври за деца без родители и родителска грижа кој се наоѓа во Скопје, каде што исто така се сместуваат деца без родители, значи деца кои чекаат на посвојување. Прашањето е, и многу често и мене лично ми го поставуваат прашањето, и покрај тоа што рапидно се намали бројот на децата во 11 октомври, зошто тие деца што се моментално тамо не одат на посвојување? Да. Од државата апсолутно е свесна за оваа појава. Меѓутоа, тие деца не можат да одат најчесто заради тоа што првенствено, да кажеме, се следи нивната здравствена состојба. Ако децата потекнуваат од родители кои што се сосомнително или докажани диагнози, тогаш тие деца се следат. Значи, здравствената состојба на децата. Понатаму, деца кои што со правно нерегулиран статус. Не можеме да дадеме дете на посвојување ако немаме соодветна документација од неговите родители или старателот за да оди понатака на посвојување по најразлични основи. Може би се болни, може би се негде во странство, може би не се одазиваат на поканите или почнуваат на некој начин да манипулираат. Не една покана се на втората не. Или, што е најчест случај, тие деца родителите нивни се наоѓаат во казнено-поправните установи и тие деца буквално остануваат во нашите институции на системот или во згрижувачки семејства, се до решавање на нивниот статус да се види дали ќе оде на посвојување или ќе остане. Исто така имаме деца, тоа е во домот во Битола, кои се со многу тешки хендикепи, тоа се отприлика 15% од децата, и за кои што не можеме да најдеме соодветни посвоители. За други, каде што здравствената состојба е релативно лесна, би можело да се најдат соодветни посвоители, меѓутоа за потешки групи нема да може. Така, и тие деца остануваат подолго, да. Значи, после 3 години во принцип би требало оние деца што не се посвоени да дојдат во домот 11 октомври, а после тоа да се обидат на секој начин колегите да го решат нивниот статус. Тука имаме уште една сосема кратка пауза и се враќаме со последните 15 минути во живот. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.
Во најновото издание на Живот на Радио Слободна Македонија зборуваме за посвојувањето. Уште 10 минути имаме време, доктор Маљановски. Кажете ни за процедурата. Каква е процедурата за посвојување? Процедурата е, да кажеме, прилично комплицирана, меѓутоа на крајот на криштата се сведува на одреден број на документи кои би требало да се приберат и да се достават до комисијата при Министерството за труд и социјална политика. Комисијата ги разгледува документите и ако евентуално некој од документите е несоодветен или фали, се обраќа до луѓето што аплицирале за дополнување, односно за добивање на соодветен документ. Во моментот кога документацијата е собрана, се прави фотокопија од целата документација, која фотокопија се доставува до надлежниот, односно соодветниот центар за социјална работа. Зошто го надлежниот? Заради тоа што комплетно, значи, цела документација од цела Република Македонија доаѓа во Министерството за труд и социјална политика и ако потенцијалните посвоители, да кажеме, се наоѓаат од Велес или од Берово или од друг град, таа документација се враќа во местото на живење, односно до центарот за социјална работа во градот во кој што живеат или околината во кој што живеат потенцијалните посвоители. Скоро во секој центар за социјална работа има посебни тимови за посвојување со овластено лице. Ова го потенцирам овластено лице заради понатамошната постапка. Во рок од неколку месеци овој тим го посетува семејството, потенцијалното семејство за потенцијалните посвоители, при што ги согледуваат сите они аспекти што ги има во хартиена форма, односно материјалните, здравствените и сите други аспекти што се бараат. Истовремено се разговара и за следните чекори, односно се водат разговори врска со родителството, психолошката состојба, нивните очекувања и најразлични фактори од областа на посвојувањето. После успешната процедура во центарите за социјална работа, центарот доставува извештај, најчесто позитивен, до комисијата за посвојување. После приемот на овој извештај, комисијата заседава и согледувајќи ја под делоходната документација го заведува постои регистар на потенцијални посвоители. Значи, потенцијалните посвоители влегуваат во регистарот за потенцијални посвоители. Во тој момент се известува и Центарот за социјална работа и потенцијалните посвоители дека се потенцијални посвоители, дека од тој момент фактички тече процедурата за посвојување. Овластеното лице во Центарот за социјална работа врз основа на документацијата и специјалниот програм што го има во Министерството за труд и социјална политика, електронски ги внесува сите податоци во врска со самата процедура. Слична е постапката исто така и за децата кои одат на посвојување. Значи, во старт се внесуваат податоци во зависност од тоа од која општина на државата детето е најдено, оставено или родителите го оставиле. Значи, на сличен начин се става во функција. Исто така имаме и регистар на потенцијални посвоеници. Значи, тој регистар исто се води. Крајот на постапката фактички е вмрежување. При тие седници на комисијата вади тројца најдобри потенцијални посвоители електронски и од тие три се излегува едниот кој ќе се заврши свечениот чин на посвојување. Така. Значи, прво се одбира семејството, па потоа детето? Не, паралелно се бара, затоа што не можеме да предвидиме така. Не можеме да предвидиме кога ќе поднесат луѓето потенцијалните посвоители барања, а исто така не можеме да предвидиме и кога ќе биде донесено
односно оставено детенце за без родители и родителски грижа. Важно е процедурите да течат паралелно и да бидат соодветно внесени во системот. Исто така би сакал да напоменам дека постои можност за промена. Многу ретко се случува, исклучително ретко се случува да оваа постапка биде од неколку месеци. Зборувам промена во смисла на зголемување на евентуално некои од критериумите. Како, например, купиле потенцијални посетители друг стан, добиле земја, добиле нешто во наследство или негативно може да биде. Дури негативно во смисла да се развеле, па пропаѓа и со решение се донесува да се прекинува. Меѓутоа има и други, да кажеме, позитивни моменти, што исто така во пракса се случуваат, да во текот на оваа постапка брачната партнерка остане во бремена. И тоа го пријавуваат и го кажуваат. Постапката зависи од нив. Најчесто постапката продолжува за посвојување, меѓутоа паралелно кажуваат и новата вест, односно нивната среќна вест, дека имаат по природен пат своје дете. Затоа што тие не престануваат да се трудат да имаат своје дете. Што е потполно, а што не е потполно посвојување, доктор Малјановски? Значи, потполно посвојување, како што спомнавме, се ствара како да е посвојувањето со раѓањето. Што се прави врз основна документација, кога ќе се заврши чинот на посвојување, родителите кажуваат презимето, односно го кажуваат своето презиме, да го носи детенцето и местото на раѓање. Значи, независно, може по свој избор да кажат каде е родено детенцето. Додека при непотполното посвојување презимето останува и се остварат односи родители и деца. Потполното посвојување во оваа ситуација, секогаш тоа е апсолутно регулирано со закон, нераскидливо. Значи не може да се раскине, додека непотполното посвојување може да се раскине во зависност од желбата на потенцијалните посвоители, во зависност од желбата на потенцијалниот посвоеник или евентуално од некој правен субјект или некоја друга институција или поединец. Ако се каже дека во тоа семејство, каде што има дете кое е непотполно посвоено, се случуваат настани, манифестации или негативни случувања, тогаш центарот спроведува истрага и може да го раскине значи тоа овој вид на посвојување. Се со цел за најдобар интерес на детето. Детето не сме да биде нити злоставено, нити занемарено, и најразлични негативни. Предпоставувам, ретки се овие случаи. Ретки се, многу се ретки, навистина се ретки, заради тоа што процедурата, иако е сложена, е многу студиозна. Во процедурата работат профили, најразлични профили, кои исто така ги добиваме документацијата, која е многу сериозна и така да немаме околу тоа навистина проблем. Имате ли информација колку деца во моментов чекаат за посвојување? Околу 80 на деца во моментот чекаат на посвојување и апликанти, дали знаете околу 300 и нешто се отприлика, помеѓу 270 до 300, варира бројот, навистина варира, имајќи во предвид методите, новите медицински методи и заради тоа што дел се добиваат и по свој пат. Така. Последното прашање за живот за денеска, доктор Малјановски, ваше лично мислење, искуствено, дали треба детето да знае кои му се вистинските биолошки родители? Независно од тоа како тие се изјасниле кога го дале на посвојување. Дали треба или дали има право да знае? Мислам дека позитивната законска регулатива во овој момент тоа не го дозволува. И мислам дека е во ред. Меѓутоа, зошто? Заради тоа што не ми се верува дека ни една жена, мајка, девојка не би го дала во некои моменти од животот, не би можела да го задржи детенцето, да би го дала.
Од друга страна, сметам дека секој детенце од страна на посвоителите би требало да му биде кажано дека е посвоено. Има многу методи за кажување. А возраста? Возраста е над 4 години, кога детето ќе осознае за себе. Заради тоа што не би требало да слушне злонамерни коментари од соседи, од улица, да кажам, па дури и од роднини. Има прекрасни методи каде што би можело да му биде објаснето, а не да биде изненадно и да после тоа доживува трауми. И едниот случај, значи и со некажувањето и со кажувањето има и своји позитивни и негативни страни. Со кажувањето тогаш кај детето, едносно посвеникот, тој млад човек се јавува желбата да се дознае кој е правиот родител. И прашањето зошто ме остави? И тоа многу често ни доаѓале и ни прашуваат заради тоа што едноставно би сакале да бидат запознати. За жал, изјавите кои се дефинитивни и конечни, а ние сме службено лице, кои не смееме да одаваме такви тајни, тоа е тајна која е наистина безпрекорно чувана, би створиле страшна конфузија. Предпоставки се дека таа жена, мајка, створила ново семејство, постои реална можност да не се знае за претходното животно искуство и да се створи еден хаос и во нејзиниот живот и во животот на останатите очамисли. Така да нема некој официјален став, меѓутоа во секој случај е добро да знаете. Доктор Малјановски, ви благодарам за уште едно издание на Живот на Радио Слободна Македонија. Се одјавуваме. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник на емисијата доктор Крстен Малјановски, водител Рашела Гинова-Карафиловски. Датум на емитување 27 ноември 2016, техничка реализација Далибор Зафировски. Продукција Радио Слободна Македонија. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстен Малјановски и Рашела Гинова-Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.